Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 64-тото издание на емисијата TV 103, односно тоа е специализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии, а во рамките на ова издание ќе ви говорам традиционално сега веќе од постојањето на емисијата. Последната епизода е наменета за изборот на најквалитетните ТВ серии, кои што сме имале можност да ги гледаме во 2021 со оглед на тоа што ќе бидам отсутен за наредното издание кое што би требало да биде последно, па се рефокусираме ова едиција на TV 103 да биде последната за оваа година и последната издание всушност на годината на емисијата TV 103 секогаш го посветувам на изборот на најквалитетни ТВ серии, кој оваа година имав можност да изгледам 94 на број. И изборот на најквалитетните ќе биде составен токму од овие серии. Меѓутоа, за да не се сведе само емисијата исклучиво на една топ 10 листа, ќе направам една мини селекција на 7 засебни категории во кои што ќе ги рангирам изгледаните ТВ серии, односно најпрвин во поделба на анимирани и документарни, а потоа во жанровска поделба на комедии, хорор, научна фантастика, антолошки ТВ серии и новитетот за оваа година ќе бидат Coming of Age ТВ сериите, заради тоа што имаше доволно за избор за да направиме една квалитетна топ 5 листа. Мислам дека доволен број прецена квалитетни серии имам изгледано за оваа година. Дел не сум имал можността да ги погледнам надвор од овие 94, ќе ви посочам во текот на емисијата кои се, меѓутоа дали би влијаеле или не би влијаеле за редоследот на изборот, тоа никогаш не би знаел, не судам на непогледнато, меѓутоа и моето време не е бесконечно и јас не имам таа можност да гледам повеќе од максимум 2 серии во текот на една недела и некои недели не сум имал ни можност ни толку да изгледам, затоа доаѓам до цифрата под 100 серии во годината, но тоа е здрава цифра, барем според мене, за да направам селекција која што ќе сведочи за квалитетот и пред се да го оправдам мојот избор. На почетокот на емисијата слушнавме композиции кои се наоѓаат на трибют албум. Сум љубител на трибют албуми, од кои што посебно на бендот кој е еден од најзначајните за оформувањето на heavy metal движењето, односно воопшто на сите метал поджанрови и подвидови, Black Sabbath, така што сите ја симнуваме капата на овој гигант, без кој што дисторзијата немаше да биде таа на која што ние сме навикнати да ја слушаме од сите бендови кои ги представувам во рамките на оваа емисија, односно Stoner и Doom бендовите. Слушнавме композициите Never Say Die, Wicked World и Paranoid во една видоизменета верзија во контекст на нивната изведба, од кои што беа изведени страна на Ruthless, на Кости Касанова и Elephant 3. Бендови кои што сме ги слушале со презентирање на нивната авторска музика, меѓутоа и тие се многу добро запознаени за чинителот што ако не би биле Black Sabbath не би звучеле овие бендови на тоа што звучат денес. А во продолжение ќе ги слушнеме Rage Against the Machine со Bulls on Parade од Evil Empire, заради тоа што сте безобразни, тешко ви да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет и заврши овај COVID кошмар кој што ја има изместена нашата реалност, ќе слушаме Rage Against the Machine. А доколку сакате да знаете кои се најквалитетните ТВ серии на годината, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можност да изгледнување на енигмите на постоењето. Јас сум Завко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на TV 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 64-тото издание на емисијата TV 103, во кое што ви говорам за најквалитетните ТВ серии за 2021 година, меѓутоа пред да го направиме прегледот на топ листата на 10 ТВ серии, рангирав 7 сегменти, односно 7 групации на ТВ серии во различни жанровски и поделба на видови, со тоа што морам да напоменам дека голем број на ТВ серии кои ги имам
во посет, имам можност немав можност пред се да ги погледнам. Серии како Foundation, Chapelwaite, American Crime Story, Close to Me, Blood, Cinema Toast, Day of the Dead, Dexter New Blood не е дозавршена, Dr. Dead, Eden, Guilty Party, Invasion, Lost in Space, Panic, Outcry, Scenes from a Marriage, Sky Rojo, The Hardy Boys, The Sinner, Trees и Yellow Jackets исто така не е завршена, и Why the Last Man. Значи, вклучувајќи ги сите фентези серии кои што не ги гледам, така што тие нема да ги земам предвид во мојот избор, затоа што на некој начин не ми беа приоритетни за гледање. Предпоставам дека сите си имате листа на приоритети од серии кои што ги гледате и секако тие кои што ве привлекуваат на некаков си иницијален начин, односно ви се попривлечни за вашиот вкус, доаѓаат понапред на таа листа, односно добиваат предимство. Јас го правам тоа, така што овие серии се уште во оваа година не добија никакво предимство, може би во постојано беа потиснувани и стиснувани од селекцијата, така што не успеав во рамките на оваа година да ги изгледам, за жал. Тоа па не значи дека нема да надополнам, условно кажам, зимскиот одмор кој ќе се седи на топло во домовите и ќе се гледаат серии во изобилие. Се надевам дека ќе дојде нивниот ред, тогаш доколку нешто друго не стане по приоритетно во контекст на гледањето на изборот на ТВ серии. Првата категорија е анимирани ТВ серии, со тоа што ова се категории по 5 ТВ серии кои што ќе ги изберам, односно имаме дуел на 5-тото место помеѓу втората сезона на Love, Death and Robots, односно половината од втората сезона која што ја добивме, и Calls, условно кажано Calls био потенцирале дека е анимирана серија со оглед на тоа што гледаме своевидни анимации преку кои се прикажани самите приказни, а Love, Death and Robots подказна е на 5-то место со оглед на тоа што имаше разочарувачка втора сезона, која се надевам дека во незиното продолжение ќе биде позадоволителна за разлика од останатите епизоди кои што имавме можност да ги погледнеме. Inside Job е на 4-то место, што беше едно хумористично откритие, каде што се тестира најразновидни заговори на кои што може да налетате во рамките на подземните бункери на власта во САД, кои сите заговори всушност се вистинити. Една серија која што вреди да се погледне. Потоа на 3-то место е адаптацијата на Invincible, односно на еден од стрип серијалите кои што го поседува Image, и се надам дека ќе продолжат и понатаму другите уникатни антисуперхеројски стрипови како што е овој да ги реализираат. Второ место се разбира дека последната сезона на Rick and Morty си го добива условно кажано по дефолт со оглед на тоа што е крволочна, е забавна, е мета, е односно постмодерна, така што се уште има што да се потенцира во оваа ТВ серија, и да не ја заборавиме Аркейн на прво место, односно адаптацијата на лековите на League of Legends, која што фасцинираше со комповите на 3D анимацијата, како беа представени ликовите, и всушност поделбата на поглавје и нивната реализација, така што делуваше како да е снимена една играна серија, некако со пристап да се работи на кадрирање, како би се работело доколку ликовите би биле тродимензионални, а не би биле само анимирани, така што таа е според мене најквалитетната анимирана серија. Во контекст на документарните ТВ серии, можам само да ги напоменам надвор од топ-листата History of the Sitcom, Behind the Monsters, Tiger King, втора сезона, Murder Among the Mormons, се извинувам, McCartney 321, Super Villain, The Making of Takashi 69, Q, Into the Storm, Love, Fraud. Значи, изгледав огромен број на документарни ТВ серии од овие 94 колку што сум изгледал севкупно, во кој што на 5-то место се наоѓа 1971, The Year That Music Changed Everything, за кое што слушавте и издание на оваа емисија, посветено на музичките настани кои направиле турбулентни промени во рамки на државата во САД во 71 година. 4-то место Allen vs.
Алан Ви Ферел, се извинувам, односно еден документарен филм во кој што се прикажуваат чинителите за нарушувањето на брачните односи помеѓу Вуди Ален и Мија Ферел и сите обвинувања кои што доаѓаат на сметка на Вуди Ален се потенцирани со помош на изјавите на членовите на семејството, така што еден уникатен поглед за ова проблематична релација во која што Вуди Ален е предаторот кој има нанесено една дамка на собственото семејство кое што нема толку многу лесно да биде избришано, посебно не со неговите редундантни филмови кои што ги снима секоја година. Трето место, History of Horror на Илај Рот. Веќе неколку години фасцинира со тоа што излезе од ковот на правење на типичните поджанрови на хорор жанрот за кој што може да прави епизоди и сега комбинира на најразлични подтипови, без разлика на тоа дали станува збор за маниакални доктори, дали станува збор за одредени други архетипи кои што се составен дел од проколнати куќи и составен дел кои што се од проблематиката која ја опфаќа хорор жанрот, така што се подлабоко и подлабоко навлегува во богатството кое што го поседува жанровската кинематографија и со секоја сезона ќе се соочува со се поголеми и поголеми проблеми заради тоа што повторливоста може да стане негов најголем непријател, бидејќи ги покривеќе препознатливите жанрови со неговите пријатели кои што ги дискутираат, така што секоја сезона едно поголемо воодушевување за тоа како ќе вади на површина одредени проблематики за кои ќе се дебатира во овие серии и тоа гостите се прекрасен избор на врвот на хорор жанрот кој што може да го согледате, со оглед на тоа што Тарантино му е еден од неговите најчести гости кој што за се има што да каже по нешто. Втора место има серијата Sasquatch на J. Duplass, која што е еден уникатен феномен кој наводно требаше да биде посветен за откривање на постоењето на Бигфут, односно на Sasquatch во американската дивина, меѓутоа така една градација настанува од таа тематска одредница во криминалистичкото подземје кое што вирее во таа дивина, каде што луѓето кои работат серијата нивните животи ги загрозуваат ако се подлабоко и подлабоко се односно почна да чепкаат во тоа, односно допираат до тие криминогени водите, што е една одлична и тензична серија и секако најдобрата документарна серија е архивската The Beatles Get Back. Немам потреба да потенцирам зошто е тоа така, бидејќи без разлика на тоа што станува збор за архивски материјал, е едно ненадминлива еден ненадменлив видеозапис кој што на светот му беше потребен да го погледнеме и да согледаме која е мистеријата за успехот на овој култен и значаен пред се бенд, посебно во последните нивни мигови од кариерата. Антолошки серии кои што би ги напоменал се како дека се на пето место The Premise, четврто место овој пат од антолошкиот концепт ќе и дадам предност повеќе на Calls отколку на Love, Death and Robots. Трето место имаме последната сезона на Inside Number 9, хумористичната бравура која што се нарекува Inside Number 9. На второ место е научно-фантастичната серија Solace и првото место го делат American Horror Stories и American Horror Story, со оглед тоа што самата story беше поделена, иако е атипично за еден да биде double feature, со тоа што на половина од сезоната веќе друг концепт беше разработен за American Horror Story. Така што и двете мора да го делат, сакале или не, првото место, меѓутоа Райан Марфи нема да се лути за тоа. Од хорор провениенција надвор од листата ги имаме Чаки, Lizzie Story, Chilling Adventures of Sabrina, последната сезона се разбира, The Stand и I Know What You Did Last Summer. Петто место ја имаме Dem, четврто место имаме блесавата Brand New Cherry Flavor, трето место е 30 Coins, второ место е Squid Game и прво место е Midnight Mass. Со оглед на тоа што двете серии на
се извинувам, мислам дека и 30 Coins беше на Netflix, така што 4 од сериите кои што може да ги забележиме на хорор листата доаѓаат од Netflix, што е прилично зачудувачки. Научна фантастика. Надвор се разбира, како што веќе потенцирав од листата, ќе биде Foundation и The One ќе ставиме надвор од неја, иако имаше своја емисија. Пето место Made for Love, четврто место For All Mankind, трето место Away, второ место Soulmates и прво место Snowpiercer, втората сезона. Во поглед на жанрот комедија, надвор од листата имаме одличната Only Murders in Building, потоа имаме Sex Life се извинувам of College Girls, Sexify имаме и Moonbase 8 и Woke. Пето место е Reservation Dogs на Таика Вајтити, четврто место е Sex Education, трето место е Hex, второ место е The Kominsky Method и се разбира најдобра комедија е, односно најдобра комична ТВ серија е Ted Lasso. Не може, незаобиколно е тоа. Coming of Age под жанрот, имаше огромен број на серии, затоа морав да создадам засебна категорија каде што нив ќе ги рангирам, во која што не влегоа Gossip Girl, Ginny, Georgia, Chilling Adventures of Sabrina, Sexify, I Know What You Did Last Summer, It's a Sin, A Teacher, The Sex Lives of College Girls. Значи, тие не влегоа. Пето место имаме една закажана борба помеѓу One of Us is Lying и Generation. Четврто место се The Wilds, трето место е Cruel Summer, второ место е Delete Me и прво место е Sex Education во рангот на Coming of Age TV серии. Тука може да направиме една кратка музичка пауза и во продолжение да слушнеме композиции кои што доаѓаат од албумот Memorial на бендот Space King, односно станува збор за еден полски бенд кој што претходно го имаме слушано со нивните моќни изданија, односно со Leftovers, ако не се лажам, беше последното кое што го слушнавме од нив, а меѓутоа овој пат ќе слушнеме композиција од албумот Memorial од овој бенд кој што кај што има моќни рифови, слушаме повеќе акцентираност на пост-рок и на space rock и на воопшто на думерските аспекти на кои ги поседува овој бенд, па ќе ги слушнеме од нив самото интро ќе слушаме Into the Soil и доколку имаме време ќе ги слушнеме Follow This Land и In the Hiatus Fall. At the Edge of Melting Point е последната која што ќе слушнеме од нивниот албум, така што продолжение на емисијата и слушаме Space Luck. Уживајте. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 64-то издание, посветено на актуелни и квалитетни ТВ серии, односно Best of издание, избор на најдобрите за 2021 година. Во претходниот говорен дел сугерирав 7 категории во кои што беа поделени по 5 серии од тие 94 кои што ги имав погледнато, а може да започнеме со листата на 10 најквалитетни ТВ серии, со тоа што на 10-то место се наоѓа Пивели. И може би ќе биде изненадување за вас што оваа серија на Старс се најде воопшто на листата, но мораше нешто од нивната квалитетна понуда да се издвои. А оваа серија на Катори Хол вреди да се вброи во најдобрите, затоа што има одлична колор палета најпрви, збогатена е со вибрантни и повеќе димензионални ликови кои имаат оправдување зашто завршиле на шипка и ни го приложува малте не еден свет во мало ни приложува, кај што се прифаќаат поразличните во ова своевидно племе на преживувачи од делтата, од југот. Поради тоа што ми не остасува прекрасни серии како Glow, Vinyl и The Deuce. Ова е серија буквално од нивен ранг, каде што се прави еден пресек на една култура која се доловува низ уникатната визуализација, со тоа што сепак во преден план се става маргиналците, односно тие кои што се ставени на ликови ставени на маргините на општеството, кои што си образуваат своевидна
заедница, баш поради тоа што имаат слични, односно заеднички интереси и се поведени од целта, нели, да успеат во сите нивни потвати, дали е тоа борењето како во Glow, дали е тоа музичката индустрија како во Винил, или па е се јавните куќи во The Deuce, така што ова е баш ТВ серија за една комуна, создавање на една комуна која се базира на пријателство и почит помеѓу девојките кои што застануваат да танцуваат, соголувајќи се пред мажите. На 9-то место се наоѓа ТВ серијата Mayor of Easttown. Кейт Винслет ја предводи оваа серија за HBO Max, создадена од страна на Бред Инглсби, која што глуми детективка во мало пенсилваниско градче, која се обидува да го избалансира детерирачкиот приватен живот и истражувањето на убиството кое се одвива во тоа градче. Мизери порн во фазон на јужначките приказни на True Detective, но без фантастичните елементи и се разбира прекрасната стилизација. Меѓутоа, затоа има еден дефектен лик, кој што е можеби една од најчовеколиките креации за кои ќе ви говорам денес. Улога која е соодветна за незиниот калибар на актерка, која безпрекорно ја носи на својот грб и ни дозволува поглед во рветот на Америка, во руралните незини предели, лик над кој му виснее неизбришливото минато во малото градче, нели, каде што има пораснато, една тегоба која што ќе мора да се носи со неа до ден денес. На 8-о место се наоѓа Тед Ласо, односно хумористичната серија за харизматичниот рагби тренер, кој што оди во Британија за да тренира премиер лигаш во период кога настанува промена на раководството и се очекува дека ќе пропадне самиот тим. Меѓутоа, Джейсон Судакис со неговата ведрина и оптимистички пристап пред се ќе успее да го залепи раздвоениот тим. Серијата ја создава Брендон Хант, Джо Кели и Бил Лоренс за Apple+, односно првата сезона, ако не грешам, ја гледав со мало доцнење заради тоа што со скепса придов на самата таа незина идеја, која ме подсетуваше на тие позитивистички филмови од 80-тите, каде што се збираат спортистите и се борат за некаков си свој виден успех, односно победа во некоја лига. Меѓутоа, тука преживувањето во премиер лигата не е ни толку интересно колку што е склопувањето на тимот и неговото одржување. Па, со моето доцнење, јас ја гледав во јануари оваа година, а ова есен ја погледна втората сезона, така што примив двојна доза на оптимизам од страна на Тед Ласо оваа година и едва чекам нова сезона, иако нели имаат во меѓувреме една божиќна епизода која што ја најавија. Меѓутоа, сепак, серијата има еден шаренолик спектар на карикатурални ликови, но и срце какво што мелодрами би посакале да поседуваат во себе. Така што овој амалгам помеѓу хумореската и помеѓу мелодрамата ја прави Тед Ласо да се издвојува и да се разликува пред се од другите серии, која на прв поглед делува наивно, меѓутоа на сите ни треба малку оптимизам барем во живота за да се истурка во овие пандемиски доби. Индустри се наоѓа на 7-о место. Оваа серија за згодите и незгодите на банкарите од британската фирма по пресвртот, односно по замената на раководството во системот и воопшто турбулентниот период кој се случува од 2008 година, воопшто не би била интересна кога би ви ја посочил со овој беззначаен опис, ама па кој филм од овој инертен и нефилмлив, нестилизиран свет на неинспиративни канцеларии и да се прикаже, мислам дека нема да биде примамлив за гледачкото око, освен нели ако е своевидна бурлеска како што е Wolf on Wall Street или воопшто Wall Street. Меѓутоа, создавачите Мики Дон и Конрад Кей уште од првата епизода може да убијат еден лик и да го привлечат вашето внимание за слушувањата во тие безлични канцеларии, а потоа да ви понудат и плејада на ликови кои имаат своји мани и се соочуваат пред се со морални и етички предизвици за искачување во хиерархијата на фирмата,
заради тоа што нели тие се младите кои што треба да дојдат да ги заменат старите, а старите не баш толку лесно би се откажале од единствената работа која што знаат да ја прават со оглед на тоа што и не придонесуваат дополнително нешто многу за функционирањето на фирмата, посебно не тие кои што имаат само еден клиент. Пред се овој судир во контекст на самата хиерархија на фирмата е рефлексија на одвратниот свет во кој што живееме, кај што бездушните финансиери си играат куртешак со непостоечки средства, прелажувајќи ги луѓето да инвестираат во нивното убедување кое што го имаат за пораст или за пад на нечија на самата берза. Прекрасно огледало на моралното корумпирана младина и серија која може да ја погледнете на HBO. И на 6-та позиција се наоѓа The Underground Railroad, односно Амазон го финансираше овој 10-часовен филм на Бери Дженкинс, кој што беше поделен на епизоди кои го офатија бегството на една млада девојка од југот на Америка, од незините робовладетели, па по ова имагинарна подземна железница, железничка станица, каде што бил создаден систем на доверители, односно попратни станици низ градовите, која што се наоѓаат луѓе од доверба, кај што престојуваат пред се бегалците. Бери пука со севкупниот негов визуелен асортиман на приказна која нему му е драга, затоа што создава херојски ликови од руралниот, така наречениот евримен, кои смогнуваат пред се надчовечки напори да ја вкусат слободата на некое си друго место во некое си друго време. Така што на 6-то место значи имаме The Underground Railroad, на 7-мо е Industry, на 8-мо е, се извинувам, Тед Ласо, на 9-то е Mayor of Easttown и на 10-то е P.U.L.Y. Само ќе ги напоменам, надвор се од оваа листа: The Girlfriend Experience, Lizzie Story, The Morning Show, Nine Perfect Strangers, The White Lotus, Us, I Hate Suzy и неколку други серии кои што поседуваат квалитети, меѓутоа сметав дека не го заслужуваат местото во 10 најквалитетни ТВ серии за оваа година. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза пред да ви ги посочам кои се најдобрите 5 ТВ серии за оваа година. Ќе слушаме две композиции од King Buffalo, односно ја слушаме насловната композиција од нивниот албум Ахерон и Зефир, како што веќе посочува самите наслови на ова одлично дело, создадено од екипата од Рочестер, односно од Нью Йорк, е една комбинаторика на heavy blues, пустински звук, психоделичен, турна, стонерна краудрок во еден моќен амалгам, создавајќи прилично долгометражни композиции, 10 минути теми, од кои што затоа и одбрав две да преслушаме, заради тоа што не би имале време да преслушаме во целост. Значи, слушаме Ахерон и Зефир од King Buffalo и потоа се враќам во етер да ви говорам за најдобрите 5 серии за 2021 година. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 64-тото издание на ТВ 103, последно за оваа година, посветено на најквалитетните ТВ серии за 2021 година, а со прегледот на оваа топ листа на 10 серии доаѓаме до 5-та позиција, каде што се наоѓа ТВ серијата Your Honor, и ако Брайан Кренстон, еден од најзначајните актери кои се појавиле на малиот екран, е препознаен пред се по улогата во една од најдобрите серии, условно кажано на сите времења, Breaking Bad, овој пат предводи еден од најзначајните криминалистички мини-серијали на годината, реализиран за Showtime, создаден од страна на Питер Мофат, односно серија во која што глуми судија, кој треба да се соочи со фактот дека неговиот син предизвикува сообраќајна несреќа и бега од местото на злосторството, вмешувајќи се со криминогеното семејство, односно прегазувајќи го и убивајќи го синот на најголемиот мафијаш во градот. Напнатоста доаѓа од доближувањето на мафијата до животот на судијата, кој ги крши сите морални и етички норми на самата професија и го прикрива злоделото на неговиот син и од законот и од страна на мафијашите кои се, нели,
како што и самите многу добро знаете, од маздолюбиви по природа како и секој друго човечко битие. Една тензична серија каква што мислам дека нема друга серија која е рамна на неа баш поради сите тие пресврати кои се случуваат од епизода во епизода. На четврто место се наоѓа феноменот наречен Squid Game и мислам дека ова е најгледаната серија на оваа листа, затоа што нема друга серија која што предизвикала толку значаен светски тектонски земјотрес, кај што еден викенд започна толку голема манија по овие учесници во игрите за преживување, што некој да ми кажуваше дека корејска серија на Хванг Донг Хјук ќе стане култна, ќе навлезе во зајдкастот на денешницата и ќе биде најпопуларна маска за Хелоуин пред COVID, немаше да му поверувам дефинитивно. Меѓутоа, овој феномен го реализираше Netflix, надоврзувајќи се на најдобар можен начин со на проблематиката на класната поделба во Кореја, која нели ја предочи претходно Паразит на Бонг Јун-хо, на светско рамниште се разбира. Меѓутоа, на одличен начин се надоврза на покренувањето на овие прашања, односно за клучната тематска одредница, што све не би направиле нели за пари. Да спомнам дека ова е годината на Squid Game, која за хорор љубителите беше само уште една одлично кадрирана екзибиционистичка серија која што се подлегнува на тестови или на игри, кај што нели очајот нема цена со која се вреднува еден живот, во манирот на Battle Royale, тоа прекрасно филмско остварување. Меѓутоа за останатите гледачи кои што не се љубители на жанрот, до ден денес сум фасциниран зашто и како оваа серија успеа да им легне под нивната кожа, буквално имаше популаризацијата колку што имаше Game of Thrones. Очигледно дека ова се тие феномени за кои што ретко кога би можеле да најдеме некаков се изговор, едноставно во право време, на право место се појавува правата серија, што е едно од тие непишани правила, односно формулаица, односно формулаичност, формула за која ретко кој може да ја дуплицира. Пред се, во ова капиталистичко општество во кое што живееме, една убава рефлексија за тоа со што се соочуваме, кај што сечие нели достоинство се продава и се купува за ефтини пари. Предпоставам и дека детските игри ги присетија на нивното детство самите гледачи, меѓутоа сепак Squid Game е еден од феномените по кој што ќе се памти 2021 во рамките на ТВ сериите. На трето место се наоѓа Midnight Mass. Една недела пред да се случи светскиот феномен наречен Squid Game, еден од најизвиканите режисери на денешницата, Майк Фленеган, исто така за Netflix, ја сними една од неговите најсрцепарателни хорор серии, еден религиозен вампиризам за малото градско отстровче, односно кај што по доаѓањето на мистериозниот млад свештеник започнува да се случуваат чуда, но секое чудо трае повеќе од 3 дена на овој остров, кај што свештеникот доаѓа до едно битие спакувано во куфер, односно сандак, кој има намера да наплати за изведените чуда. Майк не се плаши да жртвува пион за да извлече кралица во оваа серија, па така и во ова дело предводено од личната му сопруга Кейт Сигал, гледаме како всушност на терен, односно на дело се докажува тоа што значи да се направи квалитетна жанровска творба врз мелодраматичен темел со тродимензионални ликови со кои треба да се запознаеме многу добро со нивниот нарав и нивните тенденции пред да бидат ликвидирани на најгрозоморен начин ако треба се распира. Така што човекот кој што за себе ги направи прекрасните The Hunting of Hill House и The Hunting of Bly Manor прави уште еден хит за Netflix со Midnight Mass, која што се наоѓа на трето место. На второ место е Dope Sick, една од последните серии за кои што ви говоре во засебна епизода на TV 103, создадена од Дени Стронг за Hulu, предводена од Майкл Китон, кој што е рурален доктор во рударско градче, кај што почнува по сугестија на Перду Фарма да нуди оксиконтон за повредените рудари, кои стануваат зависници од лекот и постепено ги уништуваат и собствените животи и животите на најблиските. Прекрасно прикажување на уништувањето на Америка од незината внатрешност, незиниот темел и кои се пред се последиците кои ги предизвикува еден
нерегулиран лек, кога ќе влезе неконтролирано на пазар, ќе создаде армија на зависници, се со цел милионерите кои го произведуваат, предуфармат, да ги задоволат нивните алчни апетити и да станат милиардери. Spotlight во телевизиски формат, од една страна, гледаме кај што има неколку драматуршки нишки на кои сведочиме за зависничките тенденции кои што ги носи пред се лекот, кој што создава болести наместо да ги лечи. И на прво место, односно најквалитетна серија според мене за оваа година беше Made, како и минатата година, така и оваа. Неминовно е на една неправедно запоставена серија, која што на најдобар начин ја пресликува пред човечката димензија, дистилирана во облик на серија создадена од страна на Моли Смит Мецлер за Netflix, може да уживаме во овие погодности кои што не ги нуди Made. Секако дека нема да ве придобијам ако го погледнете пред се и описот кој го дадам во кој што млада мајка бега од злоупотребувачка врска, заедно со својата ќерка, работејќи како хигиеничарка и обидувајќи се да преживее чистејќи ги домовите на богатите, за да ја обезбеди подобра иднина на ќерката, да не страда од тортурата која што таа преживеала, траумата како млада. Но оваа посветеност на родителствувањето нема да ја пронајдете во ниту една друга серија од оваа година. Поделеноста на финансиски нееднаквите светови со изложување на аномалиите на нив и исто така нема да ги согледате во друга серија и нема да најдете друг мизери порн како што е овој, кој толку динамични епизоди гледате во него што бомбардирани сте со плејада на емоции од кои не може да се скриете. Само човечност во најдобар и најлош облик нуди ТВ серијата Made и ако тоа не ви е доволно, тогаш дефинитивно не е таа за вас, меѓутоа беше за мене и како што минатата година Normal People, например, ја ставив на прво место, така заврши и Made на прво место, само за посетување минатата година рангирани беа You, The Handmaid's Tale, Devs, Unorthodox, Dark, The Eddy, Gangs of London, Miss America и The Queen's Gambit, а оваа година најквалитетни серии се кои што јас ги избрав да ви говорам во рамките на ова издание на емисијата. На 10-то место Pigwelly, на 9-то место Mayor of Easttown, на 8-то место Ted Lasso, 7-то место Industry, 6-то место The Underground Railroad, 5-то место Your Honor, 4-то Squid Game, 3-то Midnight Mass, 2-ро Dopesick и прво место е ТВ серијата Made. За крајот на емисијата ќе слушнеме уште, имаме време, ако не се лажам, да слушнеме една композиција барем. Ќе се обидам да ја слушнеме Solitude, односно кој ја изведуваат Брум, кој исто така се наоѓа на самиот скор, односно на на трибутот, кој што е посветен на Black Sabbath, меѓутоа во исто така една видоизменета форма и облик кој што претпоставам не сте навикнати да го слушате, така што за крајот на емисијата ќе имате можност да посведочите на одличната изведбана оваа таговна композиција од страна на Брум. Вие го слушавте 64-тото издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме најквалитетните серии за 2021 година. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, имајте среќни празници и гледајте ТВ серии, останувајќи вклучени. Чао, чао.